Во минатата емисија добивме за работа стан кој преживеал 30 години во својата основна кожа и дополнително бил поплавен до степен да за да влезат собствениците во него морале да ја демолираат надворешната врата, да го извадат целиот паркет и дел од вратите. И ете што добиле. Едно празно поле за работа и преработка во нов дом за семејството. Имаше неколку барања кои требаше да ги следиме. Големиот дел од терасата да се искористи за детска соба. Планот беше генерално се да остане на исто место, со тоа што би се добила мала соба од терасата, пристапна од спалната соба, а остатокот од просторот ќе се уреди со нов и функционален мебел. Работата околу градежните фази во измената на терасата завршија. Истата ќе ја обработат во демит фасада. Просторот доби нови прозорци. Земавме мерки за новите врати и додека ги нарачував во Мега, веќе разгледував елементи за бањата. За некоја друга бања, бидејќи беа прекрасни масажни системи за кои за жал немав место во овој стан. Со Горан од Мебел Марија ги договоривме кујната и комодите. Нарачав плочки од шате и истите ги поставивме во бањата, кујната и на новата тераса. Почнаа да го гледуваат и бојадисуваат станот во бои кои не беа според моето 3D решение, туку според желбите на Слободанка. Освен во спалната, која беше инспирирана од новите иверки во Акрон. И пред да започне да стасува мебелот, бев и во Квикстеп по ламинат. Додека работеа во станот, веќе морав да го стокмам и со мебел, што го биравме со Климе од Југоекспорт. Конечно, моето враќање назад во станот беше вистинско изненадување. Мислев ке ги начекам сите мајстори на куп, а тие веќе беа завршени, а просторот подготвен за новиот мебел и за светилките. Даниела, работиш? Да, работам. А мене ми стана многу интересно да доаѓам кај вас на гости, се нешто ново гледам. Така? Ќе заборавам на крај што сум требала да купам. Сега ќе се надам уште повеќе да го видиш отсветувањето. Што збориш? Ова е нешто најново винтидж. Винтидж. А уептен сте во Тегло. Направени се неколку индустријски модели, металот од дрво изработка, на нив има и од стакло исто така. Интересно е тоа што со самата таа колекција програма имаат направено производство на специјални сијалици кои што изгледаат вака. Да, без нив дефинитивно не би изгледало вака. Да. Го нема да има тој ефект што Така. треба да го имаат овие устери. Може да се стават во било кој простор, и како амбиентално и како главно светло, пак ќе речам, зависи од сијалицата, Така, зависи од интериерот, меѓутоа кога ќе ги упалиш и кога ќе ги видиме жичките внатре, изгледаат ептени интересно. Да, има различни форми, различни големини. И баш вакви светилки би дошле многу добро во некој дом. Да ви ги покажам и другите да ги погледнеш. Еј, овие се многу интересни. Овие уште поинтересно ми изгледаат, бидејќи ги гледам светилките внатре. Да, ова е исто од истата серија како комбинација од претходните. Претходните беа негде со метал и со дрва. Ова е со стакло и затоа може да се види повеќе ефектот на сијалицата. Исто со рачно изработен. Исто, дел имаат рачна изработка. Може да се скомбинираат со овие како што се новите устари, да, како они доаѓаат како последица на винтичот. Да, домашната ексклузивна колекција, овие се индустрија. Да, со тоа може да се комбинира. Многу добро изгледа, едва чекам да најдам интериер во кој што ова ќе може добро да се вклопи. Јас мислам дека ќе најдете, бидејќи без разлика како ќе се скомбинираат, кое со кое, секоја светилка само по себе си е убава и декоративна. На проверка на објект ми дојдоа момците кои ќе ги монтираат вратите. Едниот отвор го стеснивме заради плакарот од Акрон и сега тие треба да ја коригираат касата. А тука е и главниот надзор на зградата. Мил и љубопитен, секој пат со нас. Главниот чувар на зградата и на станов. Ајде да завршат тие што први добија задача. Акронци. Монтажата е како и секогаш прецизна и експедитивна.
За нив е карактеристично, што на вистина никој пат не утнале, не ден, туку час на доаѓање. Не знам кога не се растени во Македонија. Доаѓа моментот кога треба да размислуваме на завршните детали. И по моја желба, и по желба на Слободанка, ќе имаме ѕидови со тапети. Од Дом и декор. Јас си најдов нешто што ми изгледа интересно. Ти се снајде, ама јас нешто имам ново да ти покажам. Ова е најнови каталог. Се интересни. Да, многу се убави, високо квалитетни тапети. Врло се лесни за одржување, совини собржни, да, топлени јансички се во прашање. Многу убаво. Камен, дрво, епте убави бои, значи. Да, ова да го направиш би било тон пари, а вака Многу е... интересно и А убаво. ова е одлично. Да. Ова би можела евентуално да го ставам во станот. Имам еден дел како оджак што треба да се обложи. Може би така нешто да се искомбинира. Разгледај се, Убави. стварно има убави, да. Убави еднобојни, Убави избор. како техники. Да. И овие многу природно Да, делуваат. многу природни и реално изгледаат. Добро, ако бирам, имаме ли на лагер нешто? Не, ова е најнови каталог, така да за 10 дена ќе пристигне кај нас. Јас Се 10 брза? дена немам. Од Десачи симулари ме патуваш. чека таму на објект. Би Значи сакала тоа се да пак најдеме, големо а? да го бирам. Да видиш. А, па на Видиш? струната го има. Интересно изгледа. Убав е. Баш е интересен. Што Има- комбинација Аха. со нешто поедноставно може убаво да дојде. Значи има и еднобојна Да, варијанта. да. Добро. За колки простор ти треба? Цел зид е едниот, а другиот е обложување вака на еден како централен оджак стол, како да го кажам веќе. Така што ќе ми требаат некои 3 ролни за едниот, 2 до 3 за другото од еднобојниот. Ако имаме доволна количина да зимаме да носам. Имаме. На лепење. Оти таму ми се луѓето. Имаме. Имаме. Ајде. Меринос во Њу Јорк. Меринос во Париз. Меринос во Истанбул. Меринос во цел свет. Турскиот бренд Меринос е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Меринос, секаде каде што живеете. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градените плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Неверојатно е што се подот може да направи. Премиум брендови од керамика, санитарија и опрема за бањи, со врвен квалитет, совршен дизајн, по перфектни цени и експресно брза услуга. Само во салоните на Шате керамика, во Скопје и Битола.
Кога Дејан започна да го лепи овој тапет, цело време мислев на Слободанка. Таа ми изгледа интересно, нималку класично, и затоа го избрав токму тој тапет. Но како го става, некако чувството ми се измеша. Истовремено таа се јави да ми каже дека избрала гарнитура во капучино боја. Океј, има кремасто на тапетот капучино, но се ми изгледаше нападно за неа. Таа сака нежно, а овој мотив не е нежен. И изгледа сгрешив што го поставив наопаку. Се враќам назад, по нов тапет. Горданче, јас дежнав работа нешто. Што се случи? Што се случи? Именно ги поставија тапетите, кнап дојде тоа трите волни, и ги ставив хоризонтално, затоа што така вака на сликата ми изгледаше и тоа дека ќе биде интересно и нешто не кликна. Не е како што треба. Дефинитивно кажам да ги одлепат. Така. Сега не знам, можеби ако се вертикални ќе изгледа поарно, ама дај да видам и некои други варијанти може. Може и во други бои. Други бои, да не бараме на капунко. На Дејан не му беше баш по кејф мојата нова одлука. Но што да прави? Ги извади старите тапети, го преработи ѕидот и наред се новите. Ова веќе изгледа сосем поинаку. Ми се смири душичката. Бојан и Серџо ги распоредуваат светилките, како и секој пат речиси сите се лед, вградна во бањата и лустерчиња во дневната и спалната. Се подготвуваме целосно. Ми се чини подготвени сме за целиот мебел кој ќе стаса одеднаш. Мебел Марија со кујната и комодите. Работата е едноставна. Секој пат има по некој помал проблем, но генерално во овој стан тоа е тоа. Стаса и со коригираните внатрешни врати. Сега веќе распоредот беше многу важен. Како и тајмингот, кој кога и каде ќе заврши со работа. Зошто еднаш штом се затвори вратата, влегување нема со часови. Среќа поголемиот дел од нештата се тука, а најголемиот дел од работата е во дневната. Работите ни се веќе при крај, а јас морам повторно до Југоекспорт. Треба да видам дали можам да најдам ТВ комода или ќе ја нарачувам во Мебел Марија. Има јас 5 до 12 изнав работа, ама сега треба да мериме. Шо бараме, шо мериме? Бараме ТВ комода, бидејќи Комодичка? Да, се мислев дали да купам готова или да ја нарачам од буџета што веќе ми ја работат, нели, кујната од Мебел Марија, задоцнив. Да. Сега ќе бараме? Да чекаме од тоа да видам. Реално проблемот е што просторот што го имаме 1,50 м. Со специфично димензија. Многу. Претежно се 1,60 м, 1,20 м. Бели има, избор има, али да видиме што може да уклопиме. Ајде, да видиме. Ајде. Чекаме да видиме. 160 рамно. И тоа е голем. Големко. И Убава е, да, како комодата што ја зимав нека. Да. Ова е комодичка. Може, ама ја имавме веќе во минатите. Да, ја користам. Да не се повторува. Не идеме на незе? Не. Добра. Нема спас од 160. И ова е 160, ти реков. Инаку изгледов и е Одговара како дизајн. како дизајнот, тоа така едноставно со долапчињата со се. Чекај нешто јас. Ај фати од хаптер до хаптер. Имаш нека идеја сега? Имам, да, ми дојде Осеќам. 151. Моделот дозволува, ми се чини, само доколку ми доаѓа во парчиња. Да, во парчиња иде, да. Тоа доаѓа демонтирано, значи секој парче посебно. Бидејќи јас немам време за медијапаните боени, а овдека имам медијапан боен, мислам дека страниците ќе ги направам од белен дат и долната плоча и ќе завршам работа. Одлично, креативна како секојаш твоите идеи.
Ке мора, да. Може. Оваа ќе земам. Важи супер. Така. Следното утро Југоекспорт се истоварија и измонтираа. Дојдоа паркетарите да ги постават лајсните, бидејќи сега го имаат сиот мебел, вклучително и первазите на вратите и плакарите. Суки и Јамко треба да ги постават регистер од санитариите. За жал, немаше шанси да ставиме ниту од убавите масажни кади, ниту од масажните кабини, зашто местото ни е кнап, а може да се постави само кадичка од 130 на сантиметри. А јас нема да заборавам на една многу важна работа, која ќе му даде и завршен лик на станот – килимите. Значи, ова е една од варијантите на акрилот. Малку со розевко. Да, розевко, меѓутоа има многу убави модели и убав избор. Значи, акрилот како акрил е една од најдобрите можни комбинации за изработка моментално на теписи. Меринос е фабрика број 1 во светот во производство на теписи. Така. Со тоа што она го произведува својот репроматеријал, поготово акрилот значи го врие конецот за ткање, пред ткање на теписите, го деформира до тој степен, значи за ткање и нема понатаму, нема никакви деформации, значи во однос на разбојување, на литење, на и го изработуваат значи во различни чворажи. Ова моментално што го гледаме со 500.000 чвора. Истото значи акрилно влакно го употребуваат и во изработка на 700.000, на 900, на милион чвора, тоа се феноменални квалитети. Ги има во многу убави бои и изработки. Да, многу интересни и се пријатни при самиот додир, значи со самата употреба. Сега не знам во моментов тебе која боја кремаста. Јас ово еден што го извади во видов едно сиво-бело, ете тоа ми беше интересно, не знам дали го има во други нијанси. Да, ова го има во многу убава кремаста варијанта што мислам дека ќе ти заврши работа. Спалната соба како прво ќе изгледа многу убаво. А за дневната не сум сигурна дали црно-белата или таа варијанта. Го има во секој случај, значи што и да се избере од ова е фантастичен квалитет кој стварно вреди да се има дома, затоа што е квалитет кој со години и години трае. Така и го развивале и очигледно и успеале во тоа, со тоа што оваа техника намерено, значи на друго место не се употребува, него е буквално да, буквално патентирано од нивна страна и вреди стварно да се има во домашни услови за употреба. Кој се не за одржување, бидејќи се работи за стан, имаат и мали деца и така натака. Значи буквално трпи све на него, и перење, и усисавање, и многу е лесен, не се натапкува, не разбојува, што е исто нивна предност. Добра. Дојде и моето време со завршните детали. Граничници, огледалце во ходникот, постелнина, килимите на своето место, вазни и детали. Симфонија на осветлувањето. Егло, My Light, My Style. Производите на Егло може да ги најдете во салоните на Манекс.
Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Югоекспорт Стил ви ги нуди најдобрите светски брендови за производство на мебел на едно место, по најповолни цени и со најголеми попусти. Алпле Словенија, Алф Италија, Камел Груп Италија, Калигарис Италија, Кота Италија, Натуци Едишнс Италија, Миото Дизајн Словенија. Само во Югоекспорт Стил. Конечно завршивме и тука. Иако беше густо со вајле, некако кога ќе си отидат сите мајстори, па ќе ги видите и најмалите ситни работи кои што после се гледаат и бодат очи, ама завршивме. И сега може да ја викнеме Слободанка да дојде дома со семејството. Мислам дека сите доаѓаат. Сега само што стигнавме од Дојран, се слушнавме со Ива. Едва чекам да се качам горе, да видам како е излезено Станчево на крај на финале. Ива не чека. Ајде! Добар ден! Со десна си влезе. Ајде, здраво, деца! Како сте? Ние сме цела екипа. Екипа! Вау! Може? Ова е за тебе мало внимание. Благодарам, ова е за тебе мало внимание. Ова е не ми спаднало супер. Ти кажам каков мрак беше станал кога го видовме прв пат. Ми изгледа. Види ние да не сме на друго место. Да? Тие предходно биле во предходниот, нели? Да. Не. И прекрасно. Како ти изгледа? Супер! Може? Ке се снајдеш тука? Сега, ке не будиш, ајде, кажи ни. Еми сега, која е дневната? Кујна. Кујната е супер. Ете така. Многу е убава. Имаш многу место за складирање и сега. Тене убава. И ова шанкчево. И овие за секој детал, алал да ти е све, не знам, комплетно, топ. Ептен убаво. После ќе кревам овие да видам како е. Ете, крени си ги од сега. Супер. Бело, баш бојава, супер. Да. Ајде ходничето. Имаш нешто да кажеш? Па сега и оне, иде и ходничето да го видиме. Миочки. Супер, огледалцево, предизвикување. Чекларниче, да се гледаме. Супер, немам спорови. Терам све. Прекрасно. Банју. Ајде, сите топта. Сите не собира. Ептен. За најмногу се радувам за купатило. Така? Како беше, а и Стефан и он. Да, инаку нели не беше со црно и јас одлучив со бело, мислам дека многу подобро. Бело и белото. Супер. Ептен е убаво. Ете така. Бела ми е со јакната. Со јакнава, да. Ама нестрпливи сме сега да ја видиме и спалнава. Ајде спалната. И детскава. И детската, и Стефан пукна детската да види. Ајде поведи не во собата на мама и на тата. Леле. Violet. Многу убаво. Чекајте светленца. Так, романтик. Ептен убаво. Чекај да видиме. Ептен. Јуху! Може? Супер. А и Виолета од Придот.
Да. И Виолетова фраза на плакарот. Можеме да видиме и што има внатре. Може. Плакари се. Супер. Топ. Тука ти е дел за Супер. бесење, а од другата страна имаш бесење и колички. Супер објект, клинслаг да тварат. Супер. Прва лига. Добра. Прва лига. И сега каде треба да отидеме, Стефан? И сега на детската. На крај во детската. Ајде. Сме нестрпливи. Ајде. Ете. И Собуле? И ова е нашава соба, детска, леле што е убава. Ето Многу така. е убава. И масича за работа. И ептен. В ја има. Многу е убаво. А во спалната има Аиса. Аиса во спалната. Многу е убава ептен. И Ајфелова кула. За шетање да ги подготвиме со време. Да. Што треба да правиме. Што да барат. Многу е убаво Колку ептен. пораснат. Ептен. Ова се обиче Ивче не е убаво. Сладко. Се е убаво, супер, браво Ивче, а лал да ти е благодарам. Многу убаво, стварно. Ако има нешто, јас сум тука. Ако не, да ти дадам куч и да се Кучот замерам. ти да си замераш. Многу кучеви има. Горна, долна, во секако браво. Стварно, леле, кај ќе се снајдеме. Немам порови, све е прекрасно. Ептен, ајде. Се гледавме нон-стоп, викаме кој ќе ангажираме, Ива и на крај стварно Ива излезе фантастично. Баш ми е кеф. Фантастично, Чекај, супер. Можам и до утре сама да слушам вака. Кажи ти ако имаш. Леле, објасни убаво е. Па нормално. Да, сите се како ми е овие мене твои убаво, така и тебе благодарам. Фала. И старите, и новите. Фала ти, фала за убавото изненадување што ни го приреди, Ептен, за твојот ангажман. За твоја душа. Баш многу убаво ме погоди во срце и мене и децава и сите. Фала ти. Така, сега и мене. Вака да си излезам. Знаеш како ти е после многу напор? Баш верувам дека беше напорно, да, верувам. Ете така. Добра. Излезе петка, не петка, десетка. Фала. Така. После разгледувањето на станот и презентацијата на Ива, мислам дека стварно воодушевени сме и јас и децава. Станот излезе прекрасно, многу убаво и кујната, и спалната, и детската. Дечињата се Ептен задоволни, и купатилото е прва лига. Многу убаво. Ива, секоја чест. Пред и после, старо и ново. Повторно и во овој простор се е на исто место, а е толку различно. Идеалниот простор за живење зависи од желбите, но и од добриот избалансиран склоп на функционалните елементи, светлината и боите. Така ќе добиете простор да ќе биде убав, свеж, релаксирачки за живење. Да сакате да си одите дома.